Владата и министер за политички систем и односи меѓу заедниците Артан Груби, почитуван заменик на претседателот за економски прашања Фатмир Бетики, почитуван градоначалник на Скопје Петре Шилегов, почитуван градоначалник на општина Карпош Стефан Богоев, почитувана пратеничка Марија Мери Ѓоргиева, почитуван генерален директор на ТАФ Македонија Метин Батак, почитуван заменик генерален директор на ТАФ Македонија за операции Неджат Курт, почитуван директор на ТАФ Construction, подружница Скопје, Фатих Кан, почитувани представници на изведувачите и на надзорот кои што сте денес овде со нас, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Денеска не собра настан како уште еден чекор со кој главниот град на нашата држава станува една поинаква приказна. Наместо фасадни кулиси од гипс картон, Скопје го добива она што е првенствен интерес на граѓаните, како што е патна инфраструктура, каква што му треба и каква што заслужува една современа метропола. Денеска сме тука за да посакаме успешна реализација на мостот Љубљанска, мост кој е исклучителна потреба на граѓаните и на Скопје и кој ќе поврзе два дела од градот во кој постои огромна динамика. Изградбата на мостот кој преку реката Вардар ќе ги поврзе улиците и Линденска и Скупи, ќе ја растерети и избалансира сообраќајната фреквенција на овие две улици и најважно од се, ќе овозможи брз пристап од Скопската обиколница до општина Карпош, како и подобро поврзување на оваа општина со општините Бутел, Чаир, Ѓорче Петров и Шуто Ризари. Мостот Љубљанска ќе се протега на вкупна должина од 940 метри, поврзувајќи ги булеварот Илинден и улица Скупи, а се очекува да биде готов во наредните 18 месеци. Мостот значително ќе го забрза и олесни движењето на сообраќајот во овој дел од градот, а со широчина од 24 метри и 4 коловозни ленти, вклучувајќи и пешачки и велосипедски патеки од двете страни, мостот Љубљанска е архитектонско решение кое ќе влијае позитивно на циркулацијата на возилата во градот. Мостот Љубљанска е прв автомобилски висечки мост во Скопје и ќе биде запаметен и како архитектонско решение. Изградбата на мостот е предвидена во генерален урбанистички план и ќе чини околу 6 милиони евра со средства кои се обезбедени од програмата ТАФ. Ова е уште една прилика да им се заблагодарам на менеджерскиот тим на ТАФ за разбирањето и за ефикасното управување со финансискиот пакет вреден 49,7 милиони евра, со кој преку соработка помеѓу владата, ТАФ и општините се реализираат вкупно 94 инфраструктурни проекти, вклучувајќи ја и реконструкцијата на терминалите на аеродромите во Скопје и Охрид. На градоначалникот на град Скопје Шилегов и на градоначалникот на општина Карпош Богоев им честитам на изборот на проектот од суштинско значење за граѓаните, за да бидат најдобро искористени овие средства и ги охрабрувам да ги поттикнуваат изведувачите на проектот да го завршат во предвидениот рок од 18 месеци. На изведувачот и на надзорот им посакувам лесно и успешно да го завршат овој проект како предизвик. Ако некој е добар за вакви проекти, тоа е Македонски гранит, фирма која покажа голема општествена одговорност за време на пандемијата, за што сите сме благодарни. Скопје навистина е поинаква приказна. Благодарам.